Добре дојдовте, драги пријатели, во денешнава епизода. Ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборуваме за едно прашање кое што заборавив само кој ми го постави, али не е важно, битно е дека е супер прашањето и одговорот на тоа прашање ќе можеби ќе уплаши некого од вас, можеби нема да се сложи, а можеби и ќе го прифати и ќе му даде позитивна насока за да направи промена, а за да не должам многу ќе го погледнеме прашањето сега. Јосиф, кои се топ 3 нездрави производи во исхраната? Одлично прашање и искрено на ова кога го добив прашањето малку размислував и пошто не сум размислувал у тој правец кој можеби се топ 3, али искрено според мене еве ќе кажам што јас размислувам и зошто го размислувам тоа. За мене топ 3 најнездрави продукти кои што ги имаме во исхраната се не знам сега дали под 1, 2 и 3 да ги набројувам, но во секој случај еден од нив се соковите, без разлика во каква варијанта доаѓаат, дали се тоа газирани или негазирани сокови, од причина што овие ги издвоив 3 продукти затоа што создаваат најдобри услови во телото за да предизвикуваат хронични заболувања. Соковите ги издвојувам како еден од тие продукти од причина што соковите за оние кои што можеби немате доволно познавања се тотално чиста, најдобра можна хемија која што може да се произведе и една друга работа која што исто така важна за соковите да знаете дека тоа се течни калории. Што значи тоа? Дека вие внесувате шекер во течна варијанта кој што шекер нема да ви даде ситост и само ќе ве предизвика и ќе ве натера да после 20 до 30 минути внесете нов шекер кој што ќе биде во тврда варијанта и тоа е најдобриот рецепт за да внесете огромно количество на калории празни кои што содржат само шекери и многу хемија, емулгатори, адитиви, конзерванси, бои, ароми и така натаму. И тие продукти, односно тие хемиски соединенија кои што ги ставате во вашето тело, создаваат најдобри услови за на долг рок да привлечете некакво хронично заболување кое што не ви го посакувам. Вториот продукт кој што би го издвоил тука се сувомеснатите производи, од причина што не знам колку сте запознати и таму има многу хемија, но она што кај сувомеснатите производи е клучниот фактор зошто не се препорачуваат и зошто се навистина нездрави е тоа што во сувомеснатите производи за да стојат можеби на рафт, за да издржат долго време пред да дојдат на трпеза се додаваат многу нитрати и нитрити. И тие не се лоши, затоа што нитратите и нитритите го чуваат месото од бактерии, го чуваат од расипување, му прават да можност му даваат за да трае подолго на рафт и така натаму, но од друга страна каде е проблемот? Кога вие ќе внесете нитрати и нитрити во вашето тело, почнуваат да се создаваат во телото соединенија, ако не се лажам се викаат нитрозамини, али тоа не ни е важно, се создаваат хемиски соединенија кои што се смета дека се број еден причинител на канцерогените заболувања во дигестивниот систем. Зборуваме за дебело црево, желудник и така натаму и според мене тоа би бил меѓу топ 3 продукти кои што можеби се најнездрави кои што ги внесуваме на трапезата. Од друга страна не е толку страшно што ние ќе внесеме сувомеснато и што ќе го изедеме. Туку страшното е што луѓето секогаш можеби кога имаат потреба за да дали во попладневните часови да каснат нешто, дали кога можеби сакаат некаков меѓуоброк да внесат помеѓу главните оброци, да речеме после ручек, ако дремнете и ако имате потреба за некаков оброк, многу често ќе се отвори фрижидерот, она што јас сум го правел порано е, не знам, ќе земам парче кашкавал, ќе земам парче некакво сувомеснато, ќе си направам како ролничка и ќе изедам можеби 2-3 такви ролни. И проблемот е тука што внесувате односно почнувате создавање на непотребни соединенија кои што на долг рок се опасни по вашето здравје. Од друга страна, избегнувате да внесете можеби некаков меѓуоброк кој што нутритивно ќе го задоволи телото. И правите две штети. Не внесувате нутритивна вредност, а внесувате отровни соединенија во вашето тело и тука е најголемиот проблем со сувомеснатите. И трет продукт кој што би го издвоил, можеби нема конкретен продукт, туку пак е група на продукти, а тоа се сите продукти кои што во
себе имаат многу трансмасти. Трансмастите се масти кои што нашето ДНК не ги препознава, повторно создаваат услови за хронично заболување во нашето тело. Трансмастите се еден начин како од течни да создадете тврди масла, како што се маргарини, како што маргаринот се додава во многу други продукти за да може да стои на рафт, и тука е палмино масло и така натаму. Значи знам дека тоа ќе значи за многу од вас дека ама сега тоа значи дека ја треба да исфрлам многу од продуктите. Да, и тоа значи, и тоа не значи дека од друга страна па нема што да јадете. Работата е само да можеби направиме шифт во главата и да почнеме да размислуваме за малку поприродни и поразлични типови извори на храна. Така да тие се трите топ продукти кои што според мене се најнездрави, кои што ги внесуваме во денешнава исхрана. И ако може би некој од вас има и дополнителна идеја или сака подлабоко да праша во врска со сето ова, слободно користете го Ask Јосиф хаштагот. Контактирајте ме во инбокс, како што тоа повеќето од вас го прават, вајда од можеби срам да го користат јавно хаштагот, али како и да е, фала ви за интеракцијата и за идеите. Тука завршуваме со денешново издание и епизода. Имајте убав ден, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!